Водоснабдувањето на Штип забрзано се пренасочува кон хидросистем од Злетовица и првите количини на вода може да бидат испорачани уште во понеделник, изјави денес советникот на директорот на овој систем. Веќе се прават напори да во најскоро време, точно од понеделник, почне да се дистрибуира вода во филтер станицата за пробно тестирање на филтер станицата, каде ќе почне после да се снабдува и редовно и Штип со чиста и здрава вода од хидросистемот Злетовица. Заедно со оваа најава следува и скепсата, но и стравот на граѓаните од водата на овој систем пред се заради досегашните информации за наводниот неквалитет на оваа вода, кои во јавноста се слушаат интензивно. Од тука тие ја предпочитаат водата од штипските бунари. Ја мислам дека од бунарите е подобра, ова нели кажува дека не било чиста од Злетовица. Вие што би се одлучиле? Ја за ова, што стане, бунарите. Убава ова за пиење. Убава е, питка е, се проверува се, контролира се. До сега е квалитетна водата, мислам дека е добра. До сега пиеме, па нема потреба, се зависи што инвестиција, каква инвестиција. Ова мислење со граѓаните го дели и рударскиот инженер Трајче Митев. Вели добро знаел што се влегува и излегува од изворите на тие води. Враќајќи се назад по руднино галиште во Република Македонија, тој терен имал рудници на ураниум. Ја не го измислувам тој го има, секој што сака може да го почита на компјутер. Само дали се слепи политичарите или тие што ја правиле браната претходно, требало ги тоа да го направат тај план. Во однос на овој став и евентуалните проблеми, градоначалникот на Штип Благој Бочварски одговара предпазливо. Тврди дека ништо нема да биде оставено на случајност. Најважно од сени е здравјето на граѓаните и се додека не дојдеме до квалитетна вода за пиење, ние нема да ја пуштиме во системот оваа вода. И затоа сега јас побарав заедно со владата на Република Македонија уште едно испитување да направиме за да видиме во каква состојба е водата, дали можеме да ја прочистуваме, колку ќе треба да чини тоа прочистување на таа вода и на крај да ги направиме пресметките и анализите за да процениме дали ќе одиме со превземање на оваа вода. Иако квалитетот на водата која штипјани треба да ја пијат и користат е најважен, сепак за оваа одлука има и скепса. Неа не толку одамна ја потенцираа и оние кои сега ја фаворизираат Злетовица. Дали Штип воопшто ќе користи водата од хидросистемот Злетовица? Особено имајќи предвид дека филтер станицата вака адаптирана не може да ја преработи водата поради високиот степен на заматена. Менувањето на ставот не мора да има лоши консеквенции по граѓаните, но освен за водата, во случајов се работи и за пари. Имено нашите информации потврдуваат дека Злетовица во Штип мора да влезе и од финансиски причини. Имено овој систем е на прагот да доживее финансиски крах, зашто веќе подолг период работи со загуба. А таму има вработени со високи плати, исто како и партиски членови во управниот одбор со високи паушали. За илустрација, водата од Злетовица засега ја користат само општините Свети Николи и Пробиштип и тие заедно на Злетовица и должат околу 350.000 евра. Сега за загубите да се сопрат, треба да се пушти вода и конечно системот да стане и функционален и колку толку рентабилен. Инаку на темата обезбедување квалитетна вода за пиење, канализација и одвод на отпадни води се дебатираше денес во Штип на трибина организирана од граѓанското здружение Медија Плюс.